Злоупотребувачите на општина Чаир не треба да бидат заплашени од некое поединечно име, туку од нивната свест за измамите направени во неколку циклуси поред. Тие се исплашени од узурпацијата на јавните простори, бетонирањето на секој агол на Чаир, неодржување на јавните простори, мизерна состојба на патиштата, на училиштата, на градинките, сообраќајниот хаос и недостатокот на сообраќајно решение, негирањето на потребите на еснавот во чаршијата, уништувањето на културното наследство, крајната партизација во администрацијата во општинската зграда, злоупотребата на спортот и спортските објекти за лични цели, односно клански цели, задушување на културниот живот и исцрпување на перспективата и екстремно зголемување на чувството на несигурност кај жителите на општината Чаир. Што се однесува до вашето прашање за фракциите и евентуалните поделби во рамките на ДУИ, ова за нас не носи многу голем интерес. Тие можат да се поделат и обединат, меѓутоа не е убаво да се подели народот и да ја бркаат нашата младина од местото на раѓање. На крај на краиштата, нивните поделби и обедувања и обединувања никогаш не биле заради интересите на граѓаните, туку биле поради поразот во локалните политики и поради нивните клански и деловни интереси. Нашата победа не се базира на нивното нарушување, туку во ќе се основа на нашата перспективна работа. Циклусот на сините измами беше заокружен со големата лага за албанскиот премиер и сега се појавува зелен концепт на нови измами. Новата епизода на зелените трикови, можем да го наречам. Како резултат, измамата е постојана, а боите се менуваат, со што измамата станува главен идентитет на ДУИ. Мојата евентуална кандидатура за градоначалник во Чаир ќе биде позната многу скоро. Работните групи на коалицијата Алтернатива и Алијанса за албанците се во последна фаза од преговори за кандидатурите на коалицијата. Видете, во парламентарните избори во декември 2016 година му го покажавме местото на ДУИ во Чаир. Затоа мислам дека вашата прогноза е погрешна. Оваа партија веќе нема никаде бастион, бидејќи оваа партија победи на изборите со поддршка на македонските патерици. Во октомври оваа година на локалните избори Чаир ќе им се врати на граѓаните, бидејќи народот го има зборот да го руши бетонот и криминалот. Нема повеќе измама, не ни треба договори полни со измами. Октомври ќе биде големата пресвртница и новиот почеток за жителите на општина Чаир. Ќе добиеме доволно општини во однос на прашањето колку општини ќе добиеме, па мислам дека ќе бидат доволно општини за да им дадеме крај на неуспешните политики, на поразените политики на ДУИ во државата.